Почитувани, дозволете ми на почеток да ви го честитам најголемиот празник, Денот на независноста на Република Македонија. Почитувани, се извинуваме што за време на најголемиот државен празник организираме пресконференција, но криминалот на власта не застанува исто како што не застанува и нашата борба против мафијата. Аферата Заев-Дака, со која владата на Заев му овозможи на контроверзниот бизнисмен со руски врски бизнис 200 милиони евра, покажува дека со државата влада е мафија. Фактите недвосмислено укажуваат на тоа дека Давидовиќ Дака е производ на Зоран Заев и неговата желба за пари. Владата за 3 недели донела одлуки за продажба на Шик и Елак, комбинатот за кој што Дака во бомбите пред изборите вели дека дал мито од 300.000 евра. Сето ова се случува во време кога влада во оваа земја е СДСМ, а Зоран Заев раководи со власта. Правдањето дека Дака дошол во времето на ВМРО ДПМН дошол во државата се само изговор. Фактите говорат дека во време на Заев и СДСМ заедно прават криминал со кој градат урбана мафија. Владата предводена од СДСМ и од ДУИ на најмалку 3 седници одржани на 25.12.2018 година и на 15.1.2019 година, како и на 7.2.2019 година, дала согласност да се понуди остатокот од Шик и Елак на Дака Давидовиќ, кој веќе поседувал дел од Шик и Елак искористувајќи празнини во законот. 115-та седница била водена од вице-премиерот Кочо Ангјушев, додека 119-та седница била водена од Зоран Заев лично. И на двете седници присутен бил генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Главната предност на Дака била тоа што знаел дека купува компанија која била под стечај по багателно ниска цена, за да потоа владата на Заев и општина Тетово, водена од Теута Ариф и од ДУИ, гласаат за пренамена на ДУПот, со кој му вцртуваат маркица за градба на 2000 станови, бизнис вреден 200 милиони евра. Инаку главното прашање е кој би купил за губар ако знае дека троши пари во ветер? Дали ова рецептот со кој што се продаваат и земјиштата на други загубари во главниот град, како на пример Треска, каде власта планира нови згради и нова урбана џунгла во центарот на градот? Брзата лента на добивање на документи укажува дека сделката е правена, Дака да го добие имотот. Имено Министерството предводено од СДСМ за само 7 дена одлучува дека е во ред планот со кој што се предвидува во Тетово од 230.000 квадратни метри, од кои само станови се над 2.000 со 8.000 нови жители. Планот се одобрува за само 7 дена во услови кога граѓаните по месец дена не можат да извадат обично уверение од администрацијата водена од СДСМ. Ако било се чисто во овој случај, тогаш Зоран Заев зошто не излезе на пресконференција да представи дека во државата влегува нова инвестиција од 2000 станови во Тетово? Зошто не се пофали со тоа кога излегува во јавности за други помали значајни работи? Одговорот е зошто прават криминал со кој Заев меѓу другото отвора врата за источно влијание во државата и подгревање на антинато политиките. Дака е главниот играч за руските интереси, а сега со Заев се ортаци во антинато политиките на државата. Нив ги обединува интересот за парите и профитот. Бараме итна реакција на обвинителството. Обвинителството мора да реагира. Овде имаме огромен скандал. Да се одговори кој е личниот финансиски интерес на Зоран Заев во планот со кој Тетово ќе го претвори во урбана џунгла? Дали државата ја става на располагање за перење на матен руски капитал? Ви благодарам. Дозволете ми сега и да одговорам на поставено прашање од медиумите во насока на состојбите на Еврокомпозит. Почитувани, срамно и жално е што Македонија 3 децении заради транзицијските политичари од СДСМ не може да излезе од мрачната транзиција, со пропаднати компании, со економија во дупка, излажани работници кои што со месеци немаат плата. Жална е судбината на работниците на Еврокомпозит, кои што неколку години се лажени и ветувано им е излезно решение од СДСМ.
8 месеци, овие 50 на луѓе кои што останаа во Еврокомпозит, тонат во сиромаштија, без плата, а внимавајте, се водат како вработени. Тоа е можно само со СДСМ. Мафијата на власт воопшто нема интересирање за нив. Нема интересирање затоа што немаат интерес. И на крај, почитувани, не може СДСМ на Заев да е дел од решението кога е извор на проблемите. Ви благодарам.